Кривична пријава за убиство од небрежност е следниот чекор на Блаже Блажевски, кој 5 години талка по судско-здравствените лавиринти во обид да докаже дека лекарска грешка е причина за смртта на неговата ќерка Елида Нестороска од Охрид. Таа почина во јули 2018 година со 61,48 единици шеќер во крвта, откако во Охридската болница и биле дадени 5 шишиња декстроза. Јас сега ќе ја бапнам нова кривична пријава. Убиство од небрежност. Член 126 од кривичниот закон. Материјален надоместок не сакам. Запиши слободно. Сакам да се утврди вистината. А ако некој погрешил да одговарат, казна да му следува. Пари не сакам. Се посомневал во лекарска грешка истата вечер кога починала ќерка му, па веднаш почнал да ја собира документацијата. Сега има илјадници страници документи, меѓу кои ги сместил и одбиените кривични пријави од основното и од висшето јавно обвинителство. Му одговориле дека тоа дело не се гони по службена должност, а навеле и дека според документацијата неговата ќерка починала од природна смрт. Природна смрт која настанала како резултат на масивна бронхопневмонија на која се надоврзале наудите за висока гликемија. Кај имаме бронхопневмонија? Висока гликемија имаме. Зашто е наби шекерот? Јас не. Човек кога има бронхопневмонија ќе скапи во кашлење, немој да дишите. Температура има. Значи тие се надворешни знаци. Да поднесе пријава за убиство од небрежност, Блажевски се одлучил откако годинава во февруари го добил последното известување од обвинителството, заедно со кое на негово барање му бил испратен и целосниот протокол од обдукцијата. Известувањето што го добил тој на домашна адреса за обдукцијата од Институтот за судска медицина било воопштено, па морал преку обвинителката да го бара целиот извештај. Прво што ми беше да го добијам секциониот протокол. Да видам кој орган што е најдено. И знаеш што е најдено? Ништо. Све е исправно. За секој орган овдека пишуваат. Панкреасот е исправен. Ова џубрево државно не го чита това. Ела бе докторке, заш не е викна да ја сослушат? Не е ни викна да ја сослушат. А јас барав соочување со неа. Сакам да ме соочиш со неа. Шо имат да ми кажи, што имам да ја кажам, а ти ќе пишуваш. Ќе му ги презентира ја сиве овие. Ајде да видим. Не може ти, пациент, да... Кој е протоколот на здравството? На колку минути треба да доаѓат кај тежок болен? На секој 15 минути. 15, 30, 60 максимум. Значи на секој сат си должен да влезеш кај пациентот да прегледаш. Таја си замина во 14 часот од работа. Истиче смената и Елида е остај да умират. Како се вика докторката цело време? Валентина Милош, сегде ја пишува тука. Сегде. И лекарката од Охрид и Охридската болница молчат за случајот со Елида. Не одговорија на прашањата од Макфакс. Не одговори ниту Министерството за здравство. Блажевски вели дека за случајот ги известил сите можни институции кај нас. Нема негде кај што не сум пишал по 10 пати. Не постои државен орган во Македонија. 1000 интервенции. До бандитот Зоран Заев. Бандит невиден. Ова е мојот призване за да дојде на власт. Што не те лажам, еве го извештај кој му е доставен тамо на времето, не денеска. Скапа во трчање. Покрај новата кривична пријава, Блажевски за расветлување на причините на смртта на Елида ќе бара помош и од странство. Ке му пишам,
на председателите на Албанија, на Косово, на Србија, на Бугарија, на Грција, на премиерите, на министрите за здравство, затоа што ја метропол 40 години на семинари и тие. И знам што дискутираа меѓу нив. Па некој ќе го земит како за пример во Македонија што се случува со здравството. Јас Елида не му е препуштам така на џубрина на стока. Ги прави последните консултации за новата кривична пријава и утеха наоѓа во подготовка на албум во кој ги сместува фотографиите, настаните и најважните документи од неговата ќирка Елида.